На иницијатива на еден од главните иницијатори за развој на манастирот Свети Харлампие кај селото Пресека, екипа на телевизија Кочани го посети овој духовен храм, кој од година во година добива се повеќе содржини. Денешната репортажа ги доловува убавините на овие предели и амбиентот околу црквата и помошните простории со чистата планинска вода од чешмите. Иако стопне по колебим цркве Христови и светилник присно светлих вселенија, јавися си мудре Харлампие, Боси си мире страдание и разрошилеци и доскојот му блаженне, темже со дерзновением Христу молися, спастися душа наши. Иако стопне по колебим цркве Христови и светилник присно светлих вселенија, јавися си мудре Харлампие, Боси си мире страдание и разрошилеци и доскојот му блаженне, темже со дерзновением Христу молися, спастися душа наши. Иако стопне по колебим цркве Христови и светилник присно светлих вселенија, јавися си мудре Харлампие, Боси си мире страдание и разрошилеци и доскојот му блаженне, темже со дерзновением Христу молися, спастися душа наши. Свети Харлампие станува свртилиште на се поголем број верници од овој крајно и пошироко, кои овде го носат својот духовен мир. Манастирот е како сраснат со една карпа, лоциран во недопрена природа, која ја карактеризираат голини и деградирана шума, но и издашни извори на питка вода. Стои како вгнезден во пазувите на високите ридови и отвора непрегледна панорама кон преубавите Осоговски планини.
Храмовата слава или манастирскиот собор на Свети Харлампија се одржува на 23 февруари, а осветувањето на манастирот се одбележува секоја прва сабота во октомври, кога овде доаѓаат голем број верници.